дечки! Добре дојдовте повторно на Дома со Леа. Ајде да отвориме една контроверзна тема. Колку време нашите деца поминуваат пред екрани и од која возраст почнуваат да го прават тоа? Американската асоциација на педиатри во 2016 година по обемни истражувања за влијанието на екраните врз развојот на малите деца објави еден документ, еден прирачник со педиатриски препораки за користење на екрани кај малите деца. Линкот до целиот документ можете да го најдете во описот на ова видео, доколку сакате да прочитате повеќе од извештајот. Во овој извештај недвосмислено се потенцира штетното влијание на екраните, на електронските уреди врз развојот на малите деца. Потенцираат дека користењето на електронски екрани е штетно кога децата се многу мали и кога изложувањето е многу долго и многу често. При тоа, под екрани подразбираат телевизори, компјутери, лаптопи, таблети, мобилни телефони и други електронски уреди за играње кои што имаат екран. Американската академија на педиатри, во која членуваат 64.000 педиатри од сите Соединети Американски држави, цврсто препорачува детето воопшто да не се изложува на екрани додека не наполни 18 месеци. Потоа, на возраст од 1,5 година до 5 години, доколку го изложуваме детето на екрани, тоа не смее да биде повеќе од 1 час во текот на еден ден кумулативно. Можеби во моментов си велите, вау, па тоа не е возможно затоа што екрани има насекаде. Или можеби редовно користите електронски уреди за да го смирите вашето дете и да контролирате дека ќе се однесува мирно и посакувано на јавни места или во присуство на други луѓе. И тоа е во ред, бидејќи целта на ова видео е да им ве информира и да ве поттикне да размислите повеќе на оваа горлива тема, а никако да ги осуди вашите родителски практики. Истражувањата покажале дека има директна поврзаност меѓу времето поминато пред екрани и зголемената телесна тежина, дебелина кај децата, потешкотии во развојот како намалено внимание, потешко фокусирање, забавен развој на мозокот, успорен развој на говорот, намалени социјални и емоционални вештини, нарушен сон и агресивно поведение. Накратко, ова се лошите вести. Почнав да истражувам на оваа тема неколку недели откако почнав на ќерка ми да ја пуштам цртани филмови на YouTube. И откако дојдов до прирачникот од педиатриве, го намалив тоа време на максимум 20 минути. Овие 20 минути ги распределувам во неколку кратки интервали, односно кога ги уклучуваме цртаните на лаптоп, се ги наблюдувам незините реакции. Во моментот кога ќе почне да го губи вниманието, односно престанува да ја биде интересно тоа што се случува, притискам пауза и продолжуваме со некоја друга активност. Таа сега има 8 месеци, се уште не знае дека може да ракува компјутер, не покажува интерес за мобилниот телефон, се уште не го видела таблетот и не научила дека може да го држи во раце и да ракува, и дома немаме телевизор. Ке ве известам како ќе се развива ова понатаму, бидејќи мислам дека лишувањето на дете од екрани и особено од содржини за деца до 18 месеци е голем предизвик. Не мислиме дека ја ускратуваме било што заради неколку едноставни причини. Сигурно додека да наполни 10 години ќе пројави желба и ќе инсистира да има свој смартфон или каков и да е уред што ќе биде модерен за деца кои што се родени минатава година. Најдосно до 15 години сигурно ќе мора да користи компјутер и компјутерски програми за извршување на истражувања поврзани со училиште, на домашни работи и останати проекти. Но да се вратиме назад на препораките од американските педиатри. Добрите вести се: прво, никогаш не е доцна да поставите лимит, дури и доколку вашите деца протестираат во почетокот. Можете да воведете правило, например, телевизија да се гледа или електронски уреди да се користат само во викендите на подолг период. Можете на нивните уреди да инсталирате апликации за контролирање на содржината која што ја гледаат, па дури и за контролирање на времето што го поминуваат на уредите. А за најмалите на кои што не можете да им објасните зошто не им давате да гледаат веќе цртани или да играат игрички, најдобро е да користите неелектронски уреди за да направите дистракција и да не мислат веќе на
трета насока која што ја даваат американските педијатри, кога веќе користат електронски уреди, вие имајте ја контролата и правете го изборот на содржините и апликациите кои што ги користат. Многу е важно децата да не се изложени на комплексни и брзи игри, на брзи видеосеквенци, на лош дизајн, напорни комбинации на бои и содржини кои илустрираат или поттикнуваат агресија. Одберете апликации или цртани кои што поттикнуваат повеќе ангажман кај децата и кои што се интерактивни. Оние со едукативна содржина исто така се препорачани, но многу е важно добро да ги испробате сите опции на апликацијата и сите надворешни канали до кои што може да води. Кој е вашето искуство со екрани? На која возраст вашето дете или бебенца почна да гледа цртани или да користи мобилен или таблет? Пишете ми во коментари, пишете ми дали се слагате со препораките на педијатрите. Пишете ми дали мислите дека сум во право што го лимитирам времето што ќерка ми го мина пред екрани. Доколку ви се допадна ова видео, притиснете лайк овде долу, притиснете subscribe и ќе се гледаме секој понеделник во 12 часот на YouTube каналот Дома со Леа. Поздрав!